Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, започнуваме серија на предавања и лекции, чија содржина ќе биде основно запознавање со православната вера. Нашата намера е на овој начин да го пренесеме учењето на Црквата за верата, за Бога, за Господ Исус Христос, за Светиот Дух, за Пресвета Богородица, учењето за светите ангели и многу други вистини. Зошто го започнувам овој проект? Во светот постојат голем број религии. Секоја од нив вели дека е најисправна и многу од нив сака да се представат како наследници на раната христијанска црква. Но за да се прифатат како вистински цркви, потребна е мерка, односно критериум, за утврдување на нивната автентичност во смисла какво беше учењето на Старата црква Христова, а какво е нивното верување и учење денес. Право е на секој да верува во што сака и како сака, но она што е исклучително важно и потребно ние, православните христијани, да си ја познаваме нашата православна вера. Токму преку лекциите кои што ќе следуваат, сакаме да објасниме зошто православната вера е единствена и исправна. Што е религија? Зборот религија е поим што означува верување во нешто надприродно, свето и божествено. Освен верувањето под поимот религија, се подразбира и учењето за моралот, обичаите и сите установи, како цркви, манастири, кои се поврзани или асоцираат на одредено верување. Поимот религија се врзува со латинскиот збор религиаре, што значи да се поврзе, говорејќи за врската на човекот со Бог. Како се појавила религијата? Постојат неколку теории за појавата на религијата, некои од нив ја поврзуваат со човечки фактор, а други како Божјо откровение. Еве неколку од нив. Една теорија вели дека религијата е изум на една обична владеачка привилегирана група на луѓе на кои им служела како средство за заштита, но и за владење со народните маси. Според нив, ваквиот облик на религија се појавил во првобитната човекова заедница како последица на човечкото увидување дека многу работи во природата се случуваат без негова волја, без наша волја, и дека човекот толку колку и да се труди, не може да влијае на тие појави, ниту пак да ги измени или да ги контролира. Во ваквите појави најчесто спаѓаат поплавите, сушите, грмежите, громовите и слично. Така човекот дошол до идеја за постоење на виша сила која влијае на тие појави. На тој начин настанале првите облици на богови кои символизирале единствена моќ која суверено владеат со човековото постоење. Човекот настојувал ним да им одаде чест со молитви и жртвување. Друга теорија е дека религијата е трајна комуникација со Бог уште од своето постоење, односно дека религијата е Божјо откровение, тоест дадена директно од Бога на човекот. Трета теорија вели дека религијата е човечка склоност кон суеверија, која произлегува од недоволното познавање на вистинската природа на нештата. Постојат две групи религии.
природни и надприродни. Природни религии се оние кои се измислени од човекот. Тука спаѓаат сите многобожечки религии, а тоа значи верување во повеќе богови. Надприродни религии се оние кои се откриени од самиот Бог, а тоа се монотеистичките религии кои веруваат во постоење само на еден Бог. Тука спаѓаат христијанството и јудаизмот. Ние ќе се задржиме на христијанската монотеистичка религија. Што е христијанство? Христијанството спаѓа во група на монотеистички религии, а тоа е верување во еден Бог. Христијанството не е создадена или измислена религија од човек, туку е откриена од самиот Бог. Корените на денешната христијанска религија се протегаат длабоко во Стариот Завет, уште од Адам и Ева. Во одредено време Бог го испраќа второто лице на Света Троица, Господ Исус Христос, на земјата со цел да ги одврати луѓето од лошите навики, а кои се последица на гревот. Наместо старозаветниот закон на непријателство и нетрпеливост, око за око, зап за зап, Христос поставува нов закон и нови, совршени правила на однесување. Тој го поставува законот на љубовта и проштевањето како основно начело во животот на луѓето. Поопширно за ова ќе зборуваме подоцна. Христијанската религија името го добила според името на Господ Исус Христос. Според Светото писмо на Новиот Завет, книга Дела на Светите апостоли, глава 11:26, следбениците на Господа Христа првпат се наречени христијани во градот Антиохија, и тоа од многобожците. Во почетокот зборот христијанин се користил како погрден прекар или исмејување на Христовите следбеници. Но набрзо самите следбеници негови со радост го прифатиле ова име, бидејќи ја означувало нивната посветеност кон Христа Бога и неговото учење. Во времето на раѓањето на Господ Исус Христос, Галилеја и Јудеја, тој бил роден во Галилеја, и Јудеја биле под римска управа. Во Римската империја единствено многобожечката религија била признаена, а додека пак еврејскиот народ се управувал според нивната религија јудаизмот. Затоа, согледувајќи ги околностите, појавата на новата религија, христијанството, се сметало за нова религија, била однапред осудена на неуспех. Но, напротив, се случи спротивното. Христијанството, иако претрпело големи жртви, не само што обстојало на сите отпори од политичките власти и од верските еврејски водачи, туку се повеќе се ширило, се развивало и се зајакнувало. Големи жртви поднеле Христовите следбеници за верата. Но сепак, најголемата жртва ја поднел самиот Господ Исус Христос, кој бил обвинет како непријател на народот и бил осуден со најсрамната смрт, во тоа време распнување на крст. Со тоа еврејските управители а помогнати од римскиот власт преку намесникот Понтиј Пилат, сметале дека Христовото дело е конечно победено и е завршено. Но тоа не се случило. Светите апостоли продолжиле да го проповедаат и шират Евангелието насекаде, не плашејќи се дури за сопствените животи. Тие се погласно го проповедале Христа распнатиот. Бројот на христијаните постојано се зголемувал, апостолите насекаде основале христијански заедници. Христијанството најпрво се расширило во Галилеја и Јудеја, а подоцна и преку Средоземното море. Од тогаш па се до денес христијанската религија се шири
и е најбројната религија во светот. Жестоките гоненија на христијаните траеле се до почетокот на 4. век. Голем е списокот на христијани кои маченички загинале заради Христа. Мнозина од нив ние денес ги славиме како големи Божји угодници и маченици за верата. Такви се, например, свети великомаченик Ѓорѓи, свети великомаченик Димитрий и многу други. Како што запишале црковните отци, крвта на постраданите христијани била семе за нови христијани. Така било се до доаѓањето на Константин Велики за римски император. Тој во 313 година го донел познатиот Милански едикт за ослободување на христијанството од гоненијата. Во 380 година Теодосиј I христијанската религија ја прогласил за официјална религија во Римската империја. Од тогаш христијанската религија доживува вистинска експанзија. По кратко време изградени се бројни цркви, а се појавуваат и првите облици на монаштвото. Која била силата што ги терала христијаните на таков подвиг да страдаат за верата? Пред се нивната длабока вера дека Исус Христос воскреснал и ја победил смртта. За нив овој чин представувал сведочење за божествената вистина. Друг мотив бил верувањето во вечен живот. Тие силно верувале дека телесната смрт е само премин во вечниот живот, а не крај на животот. Црквата и денес учи, душата е бесмртна, а оние кои ќе ја зачуваат верата добиваат вечен живот и блаженство во Царството Небесно. Христовото страдање на крстот им служило како врвен пример. Христијаните биле уверени дека страдањето за верата е највисок израз на љубов кон Бога. Во Римската империја одбивањето да се принесат жртви на боговите и одбивањето да се обожува ликот на императорот се сметало за предавство, па затоа биле жестоко казнувани. За христијаните земната слава и привилегиите не значеле ништо во однос на небесната вечна слава и блаженство. Кај нив силна била верата во општото воскресение, кое што ќе се случи на свршетокот на времето, на крајот на светот. Овие мотиви станале колективен подвиг и идеал во раната црква за време на прогонството од страна на римските цареви. Заради силната вера и нивните подвизи за мачениците биле на мачениците биле длабоко почитувани од верниците како светители и Божји угодници. Надвор од границата на империјата христијанството се расширило во Етиопија, во Сирија, Ерменија, Персија, Индија, и многу други места. Во Македонија христијанството прв го проповедал светиот апостол Павле. При неговото второ мисионерско патување дошол во Македонија. Според Новиот Завет, апостол Павле добил видение на сон кога ангел Господов му рекол да дојде во Македонија. Дела апостолски 16:9-10. А првата жителка на Македонија што го прифатила христијанството била света Лидија Македонка. Токму во Македонија апостолот Павле ги основал првите христијански заедници во Европа. Тоа биле црквите во Солун, во Филип и во Бер. Затоа ќе кажеме дека корените на нашата света Македонска православна црква, Охридска архиепископија и Јустинијана Прима се од апостолско време. Поделба на црквата. Покрај на дворешните гоненија, христијанската црква претрпела големи внатрешни потреси.
Уште во самиот почеток се појавиле погрешни учења кои нанеле сериозен удар. Такви биле погрешните учења за Господ Исус Христос, како Ариевата ерес и монофизиството кои постојат и денеска. Потоа погрешно учење за Пресветата Богородица, па за употребата на иконите, иконоборството и други. Поради тоа било неопходно да се свикаат и организираат собранија или собори за очистување од погрешните учења. Биле свикани 7 вселенски собори и многу помесни собори. На нив биле донесени посебни закони, канони за утврдување на верата, на дисциплината во црквата и нејзиното морално учење. Но сепак, најголемата поделба настанала во 1054 година, кога црквата се поделила на источна православна и западно римокатоличка црква. Таа поделба се уште постои. Главната причина за поделбата било погрешното учење на западната црква за Светиот Дух. Имено, источната православна црква се држи до формулацијата во символот на верата, член 8, дека Светиот Дух излегува само од Отецот. За разлика од тоа, западната црква почнала да учи дека Светиот Дух излегува и од Синот. Ова ерес позната како филиокве, од латинскиот збор филиус, што значи и од Сина. Направени се неколку обиди за надминување на разликите, но досега безуспешно. Работите се отедени многу широко. Подоцна, отправо од западната црква, се издвоиле разни секти, чиј број денес е многу голем. Ако причина за појавата на сектите биле некои недоразбирања со Ватикан, денешната нивна појава е од лични лукративни причини. Поделбата е отидено дотаму што денес источната православна црква нема сослужување со западната црква, па ниту со протестантските заедници. Зачетници на протестантизмот се Мартин Лутер во Германија, Калвин во Чешка и англискиот крал Хенри VIII, кој формирал своја црква затоа што Ватикан не му дозволил да стапи во четврт црковен брак. Таа денес постои како англиканска црква. Ние понатаму ќе се задржиме на православната црква. Ви благодарам.